И во 21-виот век во општина Ѓорче Петров се уште има училишта кои се греат на нафта, дрва или ќумур. Токму во период кога јавноста од власта бара превземање на конкретни мерки за загадениот воздух, кој е 10 пати над дозволеното, општина Ѓорче Петров во соработка со Министерството за животна средина започна акција за промена на начинот на загревање во училиштата. Овој голем проект кој во следниот период ќе ги опфати сите основни училишта во општината, денеска започна во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски, каде што во посета на учениците беа градоначалникот Александар Наумовски и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој истакна дека според очекувањата во текот на 2019 година училиштето Беровски ќе започне со употреба на еколошко затоплување. Во рамки на планот за чист воздух, кој е стратешки приоритет на владата, рековме ќе започнеме со промена на начинот на загревање или затоплување на оние најранливи категории, тоа се најмладите. Димитар Попгеоргиев Беровски е основно училиште овде во Ѓорче Петров, кој што за жал користи нафта како извор на затоплување. Годишно она што се троши е сериозна инвестиција и како пари, но пред се како опасноста е што најмногу страдат и децата и околината, и затоа ова училиште ќе биде прв приоритет во општина Ѓорче Петров и заедно со помош на во рамки на планот за чист воздух, заедно во партнерски однос со деловната заедница, ќе интервенираме и ќе го замениме ќе замениме нафтата како извор на затоплување со еколошки извор на затоплување. Денеска го најавуваме ова дека ќе биде прво училиште во општина Ѓорче Петров на кое што ќе се посветиме. Постои уште едно во Ново село каде што треба да се направи анализата, но тие ќе бидат двете кои што ќе бидат опфатени за 2019 година. Како и ова училиште, и училиштето Тихомир Милошевски во Ново село, веќе 58 години се грее најпрво на ќумур, а во последниот период на дрва. За потребите на учениците, годишно, како што истакна градоначалникот Наумовски, се трошат околу 160 метри кубни дрва. Откако ќе се направат првите анализи и проценки, ќе се донесе одлука дали училниците во Тихомир Милошевски ќе се затоплуваат на пелети или со топловодни пумпи. Видете, ние сме во фаза на обезбедување на средства. Веќе разговараме со заменикот министер да видиме во кој опфат, зашто не е само од Ѓорче Петров. Во Тихомир Милошевски планираме да ја смениме стариот котел кој што е замислет од 1960 година и троши Тихомир Милошевски 160 метри кубни дрва, да видиме за почеток на пелети или топлотни пумпи, во зависност од тоа што ќе да каже кост бенефит анализата во делот на ефикасност и заштедување на средства за училиштето и за општината. Наумовски исто така потенцира дека општина Ѓорче Петров е една од еколошки најчистите општини во Скопје, а за тоа придонесува местоположбата на општината, ангажманот на комуналните работници, но и културата на граѓаните. Се спроведени многу акции од типот на чистење на отпад, ние со нашите сервиси колку што можеме како општина, бидејќи ние сме како дел од градот Скопје во 10 општини, комунална хигиена го покрива овој дел, меѓутоа имаме добра соработка сега, со што не е на завидно ниво. И исто време сакаме да апелираме до граѓаните да бидат малку посовесни, бидејќи во делот на новите проекти кои што се прават и во Ѓорче Петров и за градот Скопје, во делот на претоварни станици за отпад, во делот на самосвест од децата, на младите и кај нас возрастните за депонирање на ѓубрето. Тоа е еден систем кој што во наредниот период мора првин да го поставиме, да го фондираме, за да можеме во наредниот период да влечеме конкретни мерки, како што е конкретно ова, првин да ги заштитиме најмладите и потоа одиме до повозрастните и здравје колку пари ќе обезбедиме повеќе, да искористиме пристапните фондови Европска Унија, за да се спремиме за проекти, каде што веќе се екипираме како општина. Воведовме и двосменско работење на инспекцијските надзори, така да апелираме да не дојдеме до казнување, меѓутоа за поголема самосвест кај граѓаните. Во состав на акцијата за почиста општина, учениците од основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски беа дел и од акцијата на комунална хигиена за едукација на најмладите за важноста од рециклирањето на хартијата и отпадот. Денеска беа презентирани нивните креативни изработки.